Ѓоршовски, вие сте поранешен вработен во делегацијата на Европската Унија во Скопје, но и поранешен македонски специјален представник за ЕУ, во чие време се случи визната либерализација и првата препорака за почеток на преговори со Европската Унија. Сега работите во Холандскиот економски институт. Моето прво прашање е колку ги сметате за реални најавите за брзо зачленување на Македонија во НАТО и брз почеток на преговори со Европската Унија? Тоа малце може да звучи нереално, тргнувајќи од тоа дека досега Европската Унија имаше поинаква реторика, односно се толерираше во Македонија некој вид на стабилност и делумна автократија, а сега гледаме еден пресврт во реториката, односно кон почитување на европските вредности и демократијата. Секако дека на ова нова реторика на комесарот Хан и на Моргерини е пред се поради променетата геополитичка состојба во регионот на релација Исток-Запад, но и поради нестабилната политичка состојба во повеќето земји од Западен Балкан, не само во Македонија, него слични тенденции гледаме и во Албанија, во Србија, Хрватска и така натаму. Но Македонија дојде до, да кажеме, до работ на провалијата и овие идеи, односно овие мерки, мислам дека Европската Унија сака да ги искористи како некој вид на превенција и како политичка одлука, а не техничка, за некој вид на побрзо интегрирање. Но што значи тоа побрзо интегрирање? Дали воопшто постои такво нешто? Преговорите за Европска Унија во просек траат од 5 до 6 години. Некои земји преговара подолго, некои земји пократко. Единствен случај каде што имаше брза интеграција се случи со Словачка од 2002-2004 година, каде што слично владееше еден автократен режим со премиерот Мечјар, и тоа беше еден вид на, да кажеме, порака и за брзо интегрирање на Словачка заедно со другите 10 земји што се случи во 2004 година. Значи, ако правиме паралела со тој период и со тие случувања во Словачка, може да кажеме дека Европската Унија има инструмент како да преговара побрзо и побрзо да ги заврши тие преговори со земјите кандидати. Ги споменавте односите Исток-Запад. Колку од една страна обидите за руско влијание во регионот и од друга страна поразите на популистите, например во Франција и во Холандија, одат во прилог на ваквото сценарио за можно брзо зачленување? Секако овие случувања последни, посебно после Брекзит, мислам дека одат во прилог на ваквите тези дека постои можност за побрза интеграција на земјите од Западен Балкан. Пред се прво за зачувување на унитарноста на Европска Унија по Брекзит. Значи, изборите во Холандија и во Франција и изборот на проевропски кандидати фактички се позитивно движење. Наредно што се очекува е исходот од наредните избори во Германија, кои што ќе се случат во септември, и доколку се случи да актуелниот канцелар Меркел остане на истата позиција, тоа ќе значи дополнително зацврстување на Европа, на континенталната Европа, и можноста повторно да биде некој светски играч. Но нормално треба да оставиме да видиме дали тоа ќе се случи и пред се дали сите овие случувања на Западен Балкан, каде што спомнавме дека интерес има и Западот и Истокот, ќе влијаат на земјите членки кои што имаат отворени билатерални прашања со некои од земјите кандидати. Значи, тука мислам пред се на Грција и отвореното прашање со Македонија. Значи, дали некој колективна цел за интеграција на Западен Балкан ќе биде во прединство во однос на нивните индивидуални, односно билатерални прашања. Тука Македонија треба да
да се потруди на своја страна да ги има главните одлучувачи во Европска унија, тука мислам пред се на Германија. Без таа подршка одлучувањето во Европска унија знаеме како се спроведува, значи кога ќе дојде точка да кажеме за Македонија на дневен ред на Советот на министри за надворешни работи, сите се вртат спрема министерот за надворешни работи на Грција и очекуваат да видат дали има некој напредок или не. И знаеме каков одговор до сега добива. Значи, доколку сакаме некој пресврт во таа насока, односно во одлучувањето на Советот на Европска унија, мораме пред се на своја страна да ги имаме силните земји на Европска унија, односно Германија. Тоа се однесува за ЕУ, за НАТО е слична ситуација со тоа што тука нормално подршка треба да имаме од нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави. Тоа ме води до последното прашање. Зборувавте за однесувањето на Грција, меѓутоа проблем е и Бугарија. Зошто и Грција и Бугарија би се согласиле со едно вакво сценарио, бидејќи и досега имаше слични иницијативи во однос на Македонија, но тие беа неуспешни? Мислам дека прашањето со Бугарија е полесно за решавање и за поздравување се да кажеме новите топли ветришта кои дуваат од двете страни и кои се надевам ќе продолжат во наредниот период. Искуството ни покажа дека и покрај силниот притисок кој што да кажеме го имаше Грција од 2008 година во Букурешт во НАТО, тие не ја променија својата одлука за прием на Македонија во НАТО, така да зошто би ја промениле сега, точно. Но ако ние направиме добар трак рекорд на наша страна во однос на отворените прашања кои се однесуваат на владење на право, на демократија, но во вистинска смисла на зборот, не само декларативно, во реална борба против корупцијата и во добрососедските односи кои што ги спомнав, мислам дека може тогаш да очекуваме вистински резултати. Значи тоа е, да кажеме, некоја оптимистичка варијанта која се базира на добрата волја на соседите во однос на интеграцијата на Македонија. Ѓоршовски, ви благодарам за овој разговор. Фала многу.